Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. На денешнава седница продолжуваме со дискусијата за финансиската стабилност. Еден од најважните носечки столбови на македонската економија, правиме анализа на економската состојба во која се наоѓа државата. Во услови на неизвестност за економските збиднувања и многобројните ризици на домашен и глобален план, финансиската стабилност треба да биде клучен приоритет на носителите на власта. За жал, инфлацијата пирочки расте нагоре и достигна дури до 10,5%, највисоко ниво какво што не се памети во последниве 30 години. Цените растат, животниот стандард опаѓа, девизните резерви се намалуваат. Ова се последиците од економската криза. Со предлог законот се предвидува формирање на комитет за финансиска стабилност. Комитетот се формира како меѓуинституционално тело одговорно за следење на спроведување на макропрудентната политика во Република Македонија и за координација на активностите при идентификувањето и предвидењето на системските ризици на одделни сегменти од финансискиот систем, при превземањето на макропрудентните мерки и при подготовка и управување со финансиската криза. Целта на комитетот е да придонесе за постигнување и одржување на финансиската стабилност во земјата. Покрај формирање на комитетот, основни решенија на предложениот закон се усвојување на макропрудентната стратегија, доделување мандат на Комитетот за финансиска стабилност за давање на препораки и укажување заради спречување, намалување или отстранување на системските ризици и одржување на финансиската стабилност, како и за донесување на заклучоци за постоење и престанок на финансиска криза и доделување на мандат на надлежните органи за превземање на макропрудентните мерки во согласност со овој закон и со секторските закони. Очигледно станува збор за дополнително формирање на уште едно тело во мноштвото на независни регулаторни тела и второстепени органи формирани од Собранието и Владата на Република Македонија. Прашање е дали ова тело ќе ги постигне целите кои е формирано. Македонската економија во последните 2 години ја живее најтешката криза досега, а се најавува и затегање на монетарната политика и поскапување на кредитите во услови на скапи енергенси, што значи дека состојбата ќе биде уште полоша. Дека се живее лошо и граѓаните едва и крпат крај со крај покажуваат двоцифрените стапки на пораст на трошоците за живот, па загриженоста очекувано драстично се зголеми. Тоа го потврдува и статистиката која објави дека над 450.000 граѓани се под прагот на сиромаштината. Трендот на поскапување започна уште со пандемијата, а вистински ценовен шок следеше со војната во Украина и енергетската криза. За разлика од претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН, која успеваше да се справува со кризите, оваа влада има катастрофални резултати на овој план. Во 2020 година имавме длабока рецесија со пад на БДП од 6,1%, што е најдлабока по она од осамостојувањето и најлоша во однос на повеќето земји од регионот. Во 2021 година се опоравивме со 4% раст на БДП, што е најлошо остварување во споредба со земјите во регионот. Во 2022 година ќе бидеме во стагфлација, низок раст и инфлација. Од почетокот на пандемијата, бројот на вработените во приватниот сектор е намален за околу 28.000 лица, но затоа не го сопреа вработувањето на нови партиски војници во јавниот сектор, нивниот број порасна за околу 14.300 лица. Последниот податок за месечната потрошувачка кошничка, која пресметува синдикатот, достигна 38.000 денари, а за да се наполни, нема да бидат доволни ниту 2 минимални плати од по 18.000 денари. Цените на основните прехранбени продукти енормно растеа од 10 до 50%, цената на нафтата и електричната енергија се качија до плафон, а платите на граѓаните останаа исти.
Растат трошоците за живот и речиси секој граѓанин на оваа држава си го поставува прашањето како да преживее до први. Граѓаните се загрижени, во земјава поскапе све. Прво, ни се случи енергетска криза, астрономски цени на струјата, цените на горивата се менуваат преку ноќ и се во постојан пораст, зголемување на енергенсите, поскапување на основните прехранбени производи во последните 2 недели. Брашното достигна цена од 31 до 44 денари, маслото за јадење од 120 до 160 денари, шеќерот до 55 денари, јајцата шаблон достигнаа до 270 денари, оризот до 60 денари и така натаму. А што може да купат граѓаните со минималната плата од 18.000 денари, кога и како ќе ги платат режиските трошкови кои изнесуваат околу 7.500 денари, кога синдикалната кошничка рековме дека е околу 38.000 денари. Според граѓаните, антикризните мерки не се доволни за спас од сиромаштијата. Мора да се превземат мерки за да колку толку се стабилизира поскапувањето на производите и падот на животниот стандард. Мерките да се насочат кон поддршка на реални инвестиции кои ќе обезбедат подобар економски раст. Мерките кои ги донесе владата се главно фискални и имаат капацитет да го намалат ударот на инфлацијата. Дел од проблемите се увезени и тешко може да се влие на нив. Монетарната политика пак во сегашни услови нема многу простор за реакција, бидејќи зголемувањето на каматните стапки не би влијаело на инфлацијата. Излез од ситуацијата е во поголема продуктивност на економијата и изнаоѓање на нови пазари. Останува економијата да ја подобри продуктивноста преку високотехнолошки вложувања. Обврска е на владата да побара алтернативни пазари за да се надмине зависноста од сегашните пазари, за да можат компаниите да го одржат производството. Инфлацијата го влоши стандардот на граѓаните, а власта со прст не мрдна за зголемување на куповната моќ кај населението. Единствено што знае оваа криминална власт предводена од СДСМ и ДУИ е целосен грабеж преку тендери и трошење за непродуктивни работи. Тонеме во долгови, владата рекордно ќе не задолжи за уште 1 милијарда евра, што се екстремно големи задолжувања, а граѓаните не гледаат никаков бенефит од сите тие непродуктивни трошкови. Додека се луксузираат со парите на граѓаните, не видовме ниту еден капитален проект завршен од оваа најнеспособна власт. Под превезот на кризите, власта за само 3 години го задолжи секој граѓанин за нови 1250 евра. Економијата во државата е целосно урнисана заради најнеспособната власт која имала Македонија од осамостојувањето до денес. Затоа потребни се брзи предвремени парламентарни избори за излез од оваа тешка економска криза во која не втурна СДСМ и ДУИ. Благодарам.